Во следните минути ќе разговараме за проектот за унапредување на правата на работниците за безбедна и здрава работна средина, проект кој што го организира Македонското здружение за заштита при работа и е финансиран од Европската унија. Деталите околу сето ова ќе ги дознаеме од Весна Ристовска, која што е проект менаџер во Македонското здружение за заштита при работа. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ристовска, немаме многу време, имаме толку многу прашања, ајде ќе побрзаме на самиот почеток да се запознаеме со самото здружение, што е она што го работи и кои се сите оние активности и проекти на кои што се фокусира. Така, да ги запознаеме гледачите, Македонско здружение за заштита при работа е професионална организација од областта на безбедност и здравјето при работа, која успешно работи повеќе од 50 на години. Нашата организација е колаборативен центар на Меѓународната организација на трудот и Focal Point организација на Европската агенција за безбедност и здравје при работа. Во рамките на нашите програми се спроведуваат голем број на активности, настани, тематски обуки од областта на безбедност и здравјето при работа, наменети за различни таргет групи, работници, работодавачи, стручни лица по безбедност при работа. Така до 2015 година се стекнавме со овластување од страна на Министерство за труд и социјална политика, со кое што сме овластена организација за спроведување на стручно усовршување и стекнување на стручни лица за заштита при работа во Република Македонија. Освен овие, сакам да напоменам овие активности што се спроведуваат на национално ниво. Нашата организација активно работи во спроведување на акции на регионално ниво. Именно од 2016 година, оваа година, започнавме со регионален проект кој Македонско здружение за заштита при работа го спроведува во 5 земји. 5 типа земји: Македонија, Србија, Албанија, Косово и Црна Гора. Зошто токму овој проект? Наша цел е да ги доближиме граѓанските организации во регионот, односно да ја зајакнеме регионалната соработка, да воспоставиме добра комуникација и добар диалог со државните институции во подобрувањето на условите за работа во Балканскиот регион. Ристовска, морам да ве прашам, колку македонските работници се безбедни? Дали е забележан пораз во однос на бројот на повреди и несреќи при работа? Така, следејќи состојбата во Република Македонија, можам да кажам во однос на телесните повреди, колективните повреди и повредите со смртни последици, можам да кажам дека има пораст во однос на несреќите при работа. Значи, тоа е индикатор дека нешто се случува во нашата земја. Морам да напоменам дека секојдневно гинат работници на своите работни места. Согласно извештаите на Македонско здружение за заштита при работа, секоја недела по еден работник гине на работните места. Реално ова е голем проблем. Реално ова е проблем со кој се соочуваат македонските работници и кои од една страна се небезбедни на своите работни места. Можам да кажам, значи, мора сите напорно да работиме во однос на унапредувањето на безбедноста и здравјето при работа. Апелирам воедно до компаниите да направат анализа на трошоците кои треба да ги инвестираат во БЗР. Анализа и со оваа анализа да ги потврдат своите одлуки за инвестирање и за воспоставување на систем за безбедност и здравје при работа. Во Република Македонија постојат компании кои значително вложуваат во безбедноста и здравјето при работа, но од друга страна имаме лоша пракса и искуство на работодавачи кои сметаат дека инвестицијата во БЗР е трошок и тоа е тоа што они не можат да го направат. Сите проекти кога се прават со нека цел, со цел да донесат промена. Кон какви промени се стремите со новите проекти? Така, согласно Уставот на Република Македонија, секој работник има право на безбедна и здрава работна средина. Учеството на вработените во процесот, во системот за безбедност и здравје при работа е од витално значење.
Во 2015 година Македонско здружение за заштита при работа во соработка со социјалните партнери подготви стратегија за безбедност и здравје при работа преку активно учество на граѓанските организации. Токму оваа стратегија, целите на стратегијата е во воспоставување на безбедни и здрави работни места. Така да со овој проект кој е финансиран од делегација на Европска унија, Македонско здружение за заштита при работа во соработка со партнерска соработка со Сојуз на синдикати на Македонија го реализира проектот за екнување на партнерствата помеѓу синдикатите, работодавачите и институциите со цел заеднички да делуваме и да ги подобриме правата на работниците за безбедна и здрава работна средина. На почетокот проектот се спроведува 15 месеци, беа организирани 10 информативни состаноци во Република Македонија. Главната цел на состаноците беше да се воспостави таа соработка помеѓу работниците, работодавачите и институциите и воедно да се согледат проблемите со кои се соочуваат и едните и другите на терен. Следно што беше организирано во рамките на овој проект беа дводневни обуки во Охрид, со кои ние обучевме 40 представници на вработени, работодавачи, стручни лица по безбедност при работа. И сите тие се стекнаа со вештини, основни познавања и стандарди од областа на безбедноста и здравјето при работа, лобирачки вештини, значи како да лобираат во кај менаџментот. И со оваа активност успеавме да пренесеме добра пракса и искуства од европските земји за тоа како функционира диалогот во компаниите на ниво на Европа. Полека треба да го привршуваме разговорот, само накратко ајде да кажеме уште за тоа кои активности ќе бидат преземени со овој проект и кон што ќе се фокусирате во иднина. Така, значи со овој проект во моментов се спроведува студија за функционирање на бипартитниот диалог во македонските компании. Резултатите од студијата се очекуваат да бидат објавени крајот на овој месец, па така да можеме да дополнително да направиме, да проследиме информации до медиумите. Потоа следи јавна дебата. Главниот фокус на здружението е унапредување на безбедноста и здравјето при работа. Има многу за што да се говори, повторно ќе се видиме, ќе закажеме повторна средба. Ми останува да ви се заблагодарам за одвоеното време и за разговорот и да ви посакам пријатен ден. Ви благодарам и на вас.